половина часа од денешното издание на Утринска на Телми и продолжуваме со оние наши актуелни теми и содржини, нешто каде што места каде што сакаме да ве пратиме и нешто кое што сакаме да го споделиме. И се разбира, секогаш сме тука за одлични представи, за премиери, за она кое што ја привлекува театарската публика, но и за успесите кои што ги нижат театрите низ Македонија. Еден од нив е и театарот Куманово, што почесто и знаеме да направиме гостување и да се информираме до каде се со нивната работа. Одличен или богат репертоар, но и успешна 2025 година која полека ја испраќаме. За успесите оваа година, за новата премиера и за сите останати новости, денеска во нашето студио ни доаѓа актерот Никица Јанковски од театар Куманово. Никица, добро утро или веќе добар ден, дојдовте утрово од Куманово заедно со директорот Саша. За нас ова веќе добар ден. И некако веќе веројатно ни вие и за вас добар ден. Добар ден на вас, добар ден на вашите гледачи и ви благодарам што денеска ме поканивте да бидам овде дел од вашата емисија, која што искрено да ви кажам дека многу активно ја пратам и ви е прекрасна емисијата. Благодариме. Честа е обострана и ќе ти честитаме со оглед на тоа дека второто поглавје или полугодие наше што велеме ние секој пат од оваа тековна 2025 година можеби за нас беше предизвик за стартот на новата сезона Утринска Телма, што ќе донесе вака утрински приказни, ама тебе ќе ти честитаме за наградата која што имаше прилика да си ја понесеш легитимно, значајна на фестивалот на Денови на комедијата за најдобар млад актер. И ако веќе ги прашуваме сите, нели, пошто ќе ја помнат веројатно годината, лично некакво можеби еволутивно гледање низ животот и па и на некој начин добивање некаков пиедестал или признание, дефинитивно ќе ја помниш по оваа награда. Па најпрво ви благодарам од срце за честитките, ви посакувам само убави работи да ви се случуваат. Да, ја памтел по ова награда, но и по неколку премиери кои што му се случија на театар Куманово. За мене некако особено значајни заедно со наградата. Знаете, ако не беа тие премиери, немаше да биде нели наградата, да. Тоа е наградата на, како што кажавте, на фестивалот Денови на комедија, еден многу убав фестивал, каде што градот буквално живее во секоја секунда додека фестивалот трае. Има богата традиција овој фестивал, и така баш си е престижен, да речеме, публикувот. Ние го најавивме исто така во Утринска. Така е, читам дека беше 28 години фестивал, но прежи се 3 децении. Да, така е. Еден фестивал на кој што исто така јас морам и сакам секогаш да напоменам дека некако јас сум израснат со тој фестивал. И кога ми ја доделија наградата на фестивалот, верувајте, дури ми ја доделува, онака ми се вртеа сите години од она кога бев мал па до сега се дете кое што баш сонуваше да. Посебно значајна ми е наградата бидејќи тоа е нешто кое што потврдува дека сте во една точна насока, во еден точен правец. И така ми е значајно, дури еве сега кога зборувам се присеќам и еве почнувам да се ежам од ваква, уште ме држи таа радост и таа некако убава енергија на... Претпоставам дека враќаш спомени, емоции, една реминисценција од младоста и вистина, што беше можеби најтешко на почеток, кога премина од аматер кон денес е професионален актер да бидеш дел од ансамблот на редовните... Сепак уште млад или во цветот на младост. Види, за нас, рекли ние вака, дете, се уште. Па, ви благодарам, можеби на изглед вака. Меѓутоа имаш собрано доста искуство со сигурно повеќе од колку, 20 и повеќе премиери, колку во театарот можеби? Па да, така некако, не ги бројам за среќа или за жал премиерите, да, но се овака, мислам, во некоја задоволителна бројка. Знаете, некако не престанав и не го почувствував тој премин од аматер, нели, па кога се запишувате на факултет, бидејќи некако постојано бев дел од проектите на театар Куманово и тоа е она некако што ме правеше среќен низ целата работа, но некако немав ни време да го размислувам. Да го размислувам тоа дали сега сум на факултет, дали сега, бидејќи представите си врвеа, ме вика, нели, тоа беше нормално за помали улоги. Но еве, фала му на Бога, сега веќе и за поголеми улоги како дел од ансамбл на театар Куманово, што ми е посебно чест и огромна задоволство. Сигурно дека 2018-та заврши естра, така? Да, така некако. 2018-та, 2019-та, така.
Кога човек ја сака својата работа и нели кога сето тоа го прави со љубов, веројатно токму така времето поминува, успесите се нижат или се доаѓаат сами по себе, а она кое што оставило впечаток кај публиката или нели во самиот театар останува за секогаш и го носиме како една импресија и како публика. Театар Куманово може да се пофали токму со таквите импресии од публиката. Ги споменавме деновите на комедијата, една од пред да споменеме за премиерата и она што е повод меѓу другото за гостувањето, само да се надоврзам на представата која што исто остави голем впечаток, а тоа е Разбуди се Тина, така, каде со која што представа гостувавте на други фестивали низ градовите од нашата земја, може да го споменеме и тоа. Зошто баш оваа представа беше така одекна, така добра? Секако, видете, добро рековте, одекна многу гласно представата, затоа што не дека еве јас сум дел од ансамблот на Театар Куманово, но не дека е наша представата, но навистина можеме да се пофалиме и да бидеме горди со тоа што представата каде и да отидеме, еве дали ќе биде тоа на фестивал, дали ќе биде некое гостување или пак ќе се игра во Театар Куманово на матичната сцена, верувате дека се тражи секогаш карта плюс и секогаш повеќе. Затоа што представата е, па можам да кажам, одлична. Внатре има едни прекрасни луѓе, прекрасни актери, заедно на чело со режисерката Таневска, која што направивме една представа која што јас сум убеден дека ќе трае многу долго на репертоарот на театар Куманово. Всушност таму го играм ликот на Томица. Тоа е улогата во представата во која што ја добив и наградата. Томица е еден, како да кажам, пијан човек, еден ваш колега кој што донесува телевизиска опрема во еден стан за да почне нели да се снима да се снима филмот со Тина. Но јас нема да откривам повеќе за приказната. Затоа што треба да се отиде да се види оние кои што не ја виделе. Така е, а јас ќе ве поканам и вас и вашите гледачи да ни бидат гости и да ја гледаат представата, па еве да посведочат за тоа што всушност јас го зборувам денеска овде кај вас. Да, и потврдено е дека навистина не треба хумор и смеа, особено во денешно време. Апсолутно. Од друга страна пак знаеме колку е тешко да се насмее човек денеска, односно да го насмееме. А вашата задача е тоа, покрај талентот, умешноста и она кој што ги имаат актерите, меѓу другото и оние кои што нели вакви театарски представи и комедии да ја играат својата улога. Верувам дека тоа е навистина една комплексна работа, не е едноставно, но кога го имаш талентот, веројатно тоа си тече. Така е. Па да, се сложувам со вас. Треба талент, да, нормално е, луѓе живеат во едно тешко, во едно брзо време каде што се оптеретени со информации, со многу информации. Обсервираме и дегустираме на дневно ниво. Да. Некако луѓето веќе и сакаат да бидат растеретени кога ќе дојдат во театар, знаете, кога е комедија се спремни да се смеат. Толку. Значи нема многу филозофија. Да, така е. Но еве ние тоа го правиме во Театар Куманово, го правиме во секоја, мислам со секоја комедија која што ни е на репертоар, а можеме да се пофалиме со такви представи. Можеме да се пофалиме со сериозни представи, како што еве сега сме во подготовка на новата представа која што е сериозна вечерна представа. Сакатиот од Инишман, е така? Новата представа, да кажеме кога ќе биде премиерата, што е она кое што е дел од приказната, во чија режија и што се подготвува? Некои генерали и податоци за истата. Така, видете, точно премиерата не ни е прецизирана, околу 15 средината на месецот треба да излезе. Тоа е една прекрасна приказна која што говори за еден човек кој што е нели самиот наслов вели сакат били, да, се наоѓа на Инишман во едно место, во една затворена оска кај едни луѓе кои што се малку поограничени, нели? Многу интересна приказна со една многу убава театарска екипа склопено, е во режија на Јане Спасиќ, кој што исто така сум многу среќен што сум дел. Ова е нешто поразлично од тоа што до сега нели некако ми се пружило, ќе речам, со улогите да го играм. И како актерски перформанс, дефинитивно. Да. Споменати, сите доаѓаме во светот на комедијата да се насмеме, ама често знаеме да кажеме дека тоа е можеби искрено најтешката форма на изразување со оглед на тоа дека имате
нели секој од нас посебен сензибилитет Така. на нешто што денес не смее. И велам дека е тешко од таа, би рекол, нели, побуда за да се обидеш, претпоставам дека имаш и во себе некој притисок, дали ќе успеам да нели наспеам поголема маса народ. Тоа до сега се покажало. Меѓутоа, кога сме кај комедијата и така натаму, дали мислиш дека и генерално представите и сметаш дека можеби театрот вистина може да биде катализатор на социјални теми? Да, и како според тебе, можеби како млад уметник, сега на своји 28 години како актер? Видете, и треба да биде театарот, затоа што мислам дека и на театарот и тоа му е и функцијата, знаете. Но како што кажавте, ќе се надоврзам и на прашањето дека треба некако и ние самите да бидеме и критичари, знаете, на нештото. Не мислам дека работата на актерот, работата на театарот е на се да климне со глава. Некогаш треба, знаете, и ние самите да си ги кажеме работите, затоа што театарот е всушност слободата. Сцената наша, кога ќе излеземе, ние тука ги кажуваме работите. Можеби не на таков начин, пример на толку отворено, но ние имаме начин на изразување. Велиш дека не може да бидеш компромисен за се и се што? Не, и не треба. Сметам дека не треба. Но видете, секој актер има свој стил, некако своја комедија која што ја носи во себе. Нели? И тоа е она што е добро, тоа е она што за мене, на пример, еве вака, е и убавината и суштината. Затоа што мојот хумор можеби, еве, вие нема да го припатите. Да, секој на различен... Така е, на различен начин, во некоја различна форма ќе биде прифатен. Затоа за среќа кај нас постојат актери, стендап комичари, оние кои што ги смеат луѓето, а кои секој си ги бира според својот вкус, да речеме, или она кој што може да не насмее и знаеме дека би се насмеале, така? Така е, фала му на Бога што ги имаме и тие луѓе што... Да, сите вие создавате комедијата и смејата кај. И твои колеги, дел од нив се разбира и кога зборуваме за театрот како една сцена која што е бескрајно креативна и остава простор за да се како актери да се реализираат и во областа на комедијата и во сериозните нели представи, исто така и во детските представи. Преку фотографиите кои што се исто така многобројни на вашата страна, на дел од нив издвоивме и ние. Ако зборуваме детски представи, сериозни представи, комични представи, сето тоа треба да се изведе на различен начин да се донесе на публиката, при тоа публиката различно го доживува, ама има и нели секоја од нив поврзаност. Така е. Веројатно, ако почнеме од детската публика, ќе кажеме дека е најспецифичната публика, најискрената публика и публиката која што нема да дозволи импровизација во смисла на тоа дека ако имаат некакво прашање или нешто кое што сметаа дека е недоволно јасно или интересно во представата, тоа би го прикажале на некој начин, некој однесување. Каков е односот или комуникацијата со детската публика, што вели искуството во однос на детските представи, и кои детски представи се сега на репертоарот во Театар Куманово? Знаете како, кај децата и самите рековте дека нема компромис. Да. Децата веруваат, значи ако веќе сте на сцена, вие сте мечето, што и да е ликот, значи децата веруваат во вас. И нема лажење. Се мислам дека не се во состојба да расудуваат дали некој фингира или не, енергијата се ја препознаваат, тоа сакам да го пијам. Буквално препознаваат, знаат што треба и знаете, некако ние во Театар Куманово веќе направивме некако, можеби ова звучи сега прегордо, но некако висок стил направивме на изразување во представите, некако по-друго изгледа. И самата установа бележи добар рейтинг генерално кај младите. Така е. И представите, стварно, кога ќе ги видите вака, ни изгледаат феноменално, режисерски покриени, актерски и така натаму. И самата публика веќе ја знае, нели, екипата знае кој што може да извади, нели, зборам од децата, веќе и полека не препознаваат буквално и по улиците, но да, е тешка форма, но така за мене голем предизвик во секоја представа кога ќе играм во театар, нели, било каде, но во детските представи онака баш се посветувам доста, затоа што, нели, тоа е нешто кое што не можеш тука да излажеш. Затоа што децата не можете да ги излажете. И они се верна публика, значи ако кај возрастните знаат дека гледаат театарска представа и делумно ќе се внесат, но тоа сепак се актери и тоа се улоги, децата
нели тоа за нив е моментално нешто што се случува реално и што иако денешните нови генерации и тоа како знаат можеби да направат таа разлика, а и знаат да бидат така прилично, да речем, искрени или... Како беше возрастниот платил карта за да го излажете. Знаат и тие да направат добра говорна рецензија, нешто тоа. Знаат дури и да дофрлат некогаш. Дали ќе е тоа некоја, знаете, досетка или било како, или да може да ви искоментираат. Да, и тука е умешноста веќе на актерот како понатака ќе се одвива тоа. Да, мене ми се има случајно неколку пати такво нешто и знаете, мора да продолжите натаму, но знаете дека во еден момент пак може да се вклучи црвениот аларм од публиката. Именно, тука е реакцијата искрена и транспарентна и вистинска. Ќе потсетиме дека и имаш прилично големо искуство за представите со деца, претпоставам дека таму и ќе бележиш успеси. Инаку декември празниците ќе ги поминеш спокојно, мирно? Ќе ги поминам работно. Работно? Затоа што, еве, како што кажав, ние сме во подготовка на новата представа, се надам дека ќе излезе таму некаде на средина на месецот. Ќе бидат информирани оние кои што секако на страната на театар Куманово, да. Мислам се журираат постојано. Се метне во репертоар. Да, секако и тоа ќе ни биде на постојаниот репертоар на театар Куманово, се игра на мала сцена, така да ќе имаат можност сите. Колку актери играат во представата? Сите да ја видат, чинам дека играа околу 8 актери, 9. Но една убава екипа е. Убава екипа е и мислам дека ги имаме одлична представа со оваа екипа, како што и секоја представа на театар Куманово. Така е. Морам само нешто да забележам. Од она мое, прилично се надевам добро радиско уво, неверојатна дикција има кај тебе. Дали до сега имаш синхронизирано цртани филмови? Најпрво ти благодарам. Благодарам што еве вака примети. Да, имам синхронизирано. Мислам дека имаш добар третман на гласа да му дадеш да го модифицираш вокалот. Еве сега може и си го слушнал некаде. Може би. Затоа нешто таков звук. Така е. Правам синхронизација, сега не толку правев на цртани филмови, но сега сум префрлен на едни играчки кои што се македонски производи всушност, на кои што сум посебно горд бидејќи имаме направено околу 6 производи кои што се извонредни, кои што децата, верувајте дека многу ги сакаат. Не можам сега нели да не биде ова реклама да го искористам медицинскиот простор, но еве тоа е нешто што исто после 15 до нова година ќе продолжам. И тоа е неверојатен перформанс. Сериозна работа со гласот е. Работен период Никица за тебе до крајот на годината, но и за театар Куманово и како што и досега така и понатаму на кој што го посекуваме на крајот од разговорот сега веќе да редите успеси како на лично, односно на индивидуално, така и на колективно ниво, кога зборуваме за тебе лично како актер, но и за останатите актери во театар Куманово и нашата соработка и понатаму продолжува. Тука за нашите гледачи, за оние кои што отиват од Скопје во Куманово, од останатите градови, токму во театар Куманово да го погледнат репертоарот, представите кои што се на истиот, да се насмеат на оние кои што се нели комични и смешни, зашто те изборувавме, како и детските представи, особено пред нова година, доста актуелни и барани. А од новата 2026-та, веројатно со промени во однос на представите и во однос на тоа што сака публиката да види, па уште една успешна година да ви посакаме. Така, јас ви благодарам, јас и на вас би ви посакал да имате успешна година, да имате успешна емисија. Ќе искористам оваа прилика да ви ги честитам празниците, да ги поминете во многу мир и љубов. Само ќе се надоврзам многу кратко на вас, ќе ми дозволите. Знаете, еден актер е најсреќен актер само кога работи. И јас затоа се трудам постојано да бидам во некоја работна атмосфера, за да можам некако да бидам постојано среќен, затоа што тоа и ме исполнува. Па добро, ти имаш и кажано дека тоа ти е најдобриот учител во животот, така што... Така е. Но и привилегија е кога човек го работи онака што го сака, а не обратно и одлично за тоа. Така, ви благодарам од срце. Така, ти благодариме Никица на тебе и поздрав до останатите колеги, а се разбира и до публиката која што не гледа, а која е дел од токму таму театарската публика и сака да дознае и слушне нешто ново. Рековме, сакаат и од Тинишман нова театарска представа во театар Куманово, наскоро со точни датуми.